Народниот танцов надпревар Македонија Open 2023, трета Владко Павлевски од Танцовата федерација на Македонија е мој соговорник. Добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Добар, благодарам. Во подготовки? Да, интензивно. Турбо, да. Да. Нема ништо поубаво кога ќе се види како танцуваат добро и тие кои што играат солоно и во двојки, се разбира, тоа е еден феномен. Ја воодушевува публиката и ве годинава ќе ја воодушевите исто така. Се надеваме дека така ќе биде. Во моментов на по основ на пријавите кои што ги имаме преку 25 држави учеснички. Се трудиме да постигнуваме рекорди во таа насока за одредени дисциплини, стварно и во регионот имаме рекордни пријавувања. Се надевам дека и оваа година, како и претходните години, ќе биде гламурозно, убаво, прекрасно. Сабота и недела, двата дена од раните утрински часови до доцна навечер ќе траат надпреварите. Најинтересниот момент е веројатно сабота навечер, гала вечерта, од 19:30 часот, кога после квалификацијските рунди во текот на денот, танцовите спортски двојки ќе се надпреваруваат во четвртфиналните, полуфиналните и финалните надпреварувања и тогаш ќе се изберат, да кажам, најдобрите на Македонија Open. Па еве сега може да видиме дел од она што досега се случуваше, еден мелем за очи е ова. Така е. Секогаш гламурозен настан. Ова е ситуација од 2019 година, кога за овој настан ние имавме 38 држави учеснички од 3 континенти. Тоа беше навистина една голема приказна во однос на танцовиот спорт во Македонија. Мора да кажам дека тоа беше пред ковид и сега пост-ковидно на некој начин се подигаме се повеќе и повеќе и секоја година имаме уште повеќе држави. Бројката не е никако за подценување, над 20 веќе пријавени. Така очекувате и некој линковите се веќе затворени, како да кажам, тоа готово. Добро, со оглед на тоа дека ите за оние кои што се воодушевуваат на вакви настани, кои што сакаат да уживаат и да дојдат и да гледаат, не само оние кои што ќе имаат некој нивен да се надпреварува, па секако ќе бидат на трибините. Да, како влезниците може да се направат отворено, како е? Како е планирано? Веќе посочувам дека уште еднаш дека гала вечерта е најатрактивниот дел, инаку влезниците на благајната на спортски центар Јане Сандански цел ден, бидејќи инаку цел ден ќе траат надпреварите, оној кој сака да ги види квалификацијските рунди може да присуствува, таа влезница важи цел ден, нели? Меѓутоа, за гледачите нагласувам уште еднаш 19:30 гала вечерта е најубавата. Кој што сака да гледа гламур, може да кажеме слободно. Дали се тие, не знам, костими, фустани, кои што дополнително даваат еден сегмент. Се е тоа дел од еден таков танцов спортски перформанс, да кажам, и дали на танцови спортски двојки, дали на танчери, спортисти, солисти, групи, формации. Значи, солистите, групите и формациите идат во недела. Што значи тоа? Дека застапени се сите три, да кажам, групации и дисциплини кои што го третираат танцовиот спорт. Добро, тоа сакав исто да ве прашам, можете во продолжение. На што најмногу ќе се танцува? Се танцува се, значи и стандардни, и латиноамерикански, и модерни спортски танци. Поделени се во групации, сабота е стандардни и латиноамерикански спортски танци со танцови спортски двојки, нели, кое што е ден, да кажам, обезбеден за таквите дисциплини, а во недела најмногу солисти, групи и формацијски тимови од модерната групација танци, значи се е застапено. Имаме официјалци многу, негде близу 40 веќе од преку 25 држави се суди и официјални лица кои што ќе дојдат. Некој прашува зошто толку многу суди, меѓутоа кога ќе ги распределите сите дисциплини и кога ќе ги креирате тие судиски панели, не може еден судиски панел да издржи двата дена да суди. Да, и кога ќе се наполни подиумот, па ајде сега задржи ја концентрацијата. Така да мора да ги менуваме судиските панели. Она што е најзначајно е тоа дека во судискиот панел онаа екипа која што ќе влезе суди од почетокот на надпреварувањето до крајот за таа дисциплина, конкретна класа, возраст, мора да биде задржан истиот судиски панел. Значи тоа е, да кажам, од првиот момент, од првиот круг, првиот квалификацијски, првата квалификацијска рунда па до финалето е еден судиски панел. Најатрактивното е стандардни латиноамерикански танци за адулт популацијата од 19 години нагоре. Тие се танцови спортски двојки кои што се борат за пласман на светските ранг листи. Овие надпревари им се предизвикувачки за да собираат поени
за пласман на тие листи. И затоа, да кажеме, линкот за регистрација гореше до последниот момент, посебно за латино популацијата, бидејќи тука е, да кажем, најголема конкуренција. Да, и многу стана популарна, не само кај нас, туку и општо во светот. Во контекст на тоа сакам да ве прашам, како е во делот на танцувањето кај нас за овој спорт? Има заинтересираност повеќе кај помладата популација? Има. Значи, ако тргнете веќе од да кажем, од млади години, од помали дечиња, нели? Се пријавуваат доста кај нас. Значи, зборам општо и во Танцовата спортска федерација на Македонија, во клубовите членки низ целата држава, кои што се дел од системот за надпреварување. Има доста дечиња кои што се пријавуваат, меѓутоа кој ќе исплива нагоре, искрено да ви кажам, значи тоа е голем предизвик. А какви се можностите кај нас во тој дел? Се е можно. Се отварали, сега лесно. Не е ништо лесно. Но во ниеден спорт не е лесно. Па дали ако споредиме назад години, се отварали полесно патот сега со оглед на можностите кои што ги имаме повеќе? Знаете како? Значи, се работи за повеќе аспекти. Значи, една танцова спортска двојка или солист, танчер спортист, солист, дали се работи за група, формација, каде што е тимска работата. Многу е важно да кај тие деца, па и оние кои што веќе се со години повозрасни, треба да се работи перманентно на нивниот психофизички статус и на стручниот дел. Значи, тоа бара исклучително добра екипа на тренери и стручни лица кои што ќе водат таа приказна во спортска насока, за да добиете добар и врвен спортист. Тоа е многу тешко. Значи, бара многу работа, бара многу стручност, знаење, едукација, посветеност, бара финансиски средства. Значи, се е тоа на некој начин поврзано за да на крај добиете добар готов производ. Па добро, ако си на цел. Така е. Да, значи, не е едноставно да влезете во врвот. Сепак е ова аристократски спорт, кој што изискува многу финансиски средства и тоа е нешто што ние нити сме го поставиле во светот да биде така, нити ќе го смениме. Тој спорт спаѓа во групација на спортови како што е, например, тенис, како што е голф, крикет, конјички спорт. Значи, тоа е таа спортска линија која што е, да кажам, со аристократско потекло. И веќе на тоа ви асоцира на тоа дека бара многу финансиски средства. Не само финансиите. Бара добри стручни лица кои што тоа ќе го водат. Па добро, најважниот дел, зарем не тоа најважниот дел. И пред се сакам да го споменам тука делот на проценката, каде треба да се инвестира. Да, тоа е цел. Затоа што малку ги споменавме најмладите, ама родителите знаат да бидат и проблем од една страна, но особено кога се децата во прашање во делот да се процени дали детето е талентирано или не. И сега тука нашите проценки се тие клучни, нели? Да, кој што ќе кажеме дали одредена да кажам популација деца кои што се нај дел од нив, нели? Се во таква талентирана состојба да вреди да се инвестира во нив. Дали на крајот ќе се затвори кругот и ќе се случи тоа зависи од многу фактори реално. Добро, сите на крајот работиме за едно признание. Вие за најубавото, за тој аплауз. Ние го добиваме на некој начин, ете така, со тоа што граѓаните не ја менуваат фреквенцијата и остануваат заедно со нас. Но во делот на наградите, како ќе биде годинава? Значи, наградите се обемни. Има многу пехари, медали, дипломи, има парични награди. Значи, се е тоа според правилата, за секоја класа. Значи, тоа се според правилата на Светската танцова спортска федерација, World Dance Sport Federation. Ние сме како танцова спортска федерација на Македонија членки тамо. Светската танцова федерација е членка на Меѓународен олимписки комитет. По таа линија гледано, ние сме овде на национално ниво членки на Македонскиот олимписки комитет. Имаме решение за вршење дејност спорт во Агенција за млади спорт. Значи се почитуваат сите правила и прописи. Се третира и поради тоа ни ги отвара патиштата да сме признаени од државата како национална федерација која што го третира танцовиот спорт. Тоа значи дека не се само оние кои што, да кажам, битни институции како што е Агенција за млади спорт, кој што и воедно и генерален покровител на, да кажем, и спонзор на оваа манифестација, исто така Танцовата спортска федерација на Македонија е исто така генерален покровител. Значи, организацијата е на прима данца Танцовото студио, меѓутоа
без, да кажем, ваква национална поддршка, тешко е да се изведе оваа приказна. Она што е најважно е веројатно дека сите тие институции од државата кои што го третираат спортот, а воедно и културата, заради тоа што ова е симбиоза на една уметничко-спортска форма, како што е, например, уметничко лизгање или слично, и се посветуваат. Значи, можам отворено да кажам дека помагаат, дека на некој начин ја почнуваат да ја гледаат правата страна на историјата во однос на танцовиот спорт, и се надевам дека тоа ние ќе го оправдаме со вака добро организирани настани, каде што сите ќе уживаат во сабота и недела. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вам за поканата. Трудот се исплати, особено ако добиете признание за истиот. Секако. Да,